Советодавните услуги за земјоделците ќе добијат и законски предзнак. Се крчка предлог законот за советодавни услуги, кој според Министерството треба да донесе крајен бенефит за земјоделците, а со него ќе биде воспоставен советодавен систем во земјоделството многу поорганизиран од сега. Посебен фокус секако дека ставаме ќе биде ставен на агенцијата и на зголемувањето на капацитетот и посветеноста на агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството, како и на сите други микро, мали и средни претпријатија од областта на земјоделството, преработувачката индустрија, а кои што се соочуваат со потешкоти во користењето на услугите, односно во користењето на советодавните услуги поради тешкоти во имплементацијата на законите, на подзаконските акти и нашата свесност за начинот на кој што треба да работи. Почитувани во насока на зголемување на конкурентност. Поголемиот број на земјоделски стопанства треба да преминат преку процес на реструктурирање и модернизација, зголемување на производствениот капацитет и примена на подобрени агротехнички постапки со кои што се зголемуваат приходите. Од таа цел ова влада и ние нема да отстапи. Во овој контекст земјоделците се соочуваат со нови зголемени потреби за советодавна поддршка за која што ние имаме обврска да одговориме. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство оценуваат дека сегашното функционирање на државно финансираните советодавни услуги во Република Македонија е незадоволително, а овие услуги главно се обезбедуваат преку Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Тие се соочуваат со потреби за советодавна поддршка за начините на управување со ризик поради се поголемото влијание на климатските промени кои што ни се случуваат, како и поради обврската за исполнувањето на строгите барања од пакетот од кој што исто така нема да отстапиме, а тоа е пакетот на вкрстена сообразност, кој се вклучително и наша обврска во евроатлантскиот, во интегративниот процес кој што ни следува во овој период. Од квалитетот на токму оваа обезбедена советодавна поддршка на земјоделците во овој процес во голема мера зависи успешноста на предвидените реформи и оваа поддршка за реконструирање на стопанствата. Оттаму велат дека директно посетиле повеќе од 700 земјоделски стопанства годишно и детектирале 30 до 40.000 стопанства кои се корисници на државна поддршка и имаат посериозен развоен капацитет.